председателе, почитувани пратеници, почитуван председател на Судски совет. Најпрви морам да констатирам дека е абсурдна е ситуацијата во кој што при избор на кандидат, односно на уставен судија, да немаме никакво образложение и никакво аргументирање. Меѓутоа, знаете, како на човек на кого не му е чиста совеста, не смее да те погледне во очи, очигледно дека и нас овде денеска, па и целата македонска јавност не може да ја погледнат во очи, да го образложат и аргументираат предлогот од Судскиот совет со кој предлагаат Добрила Кацарска да биде уставен судија. Давањето на поддршка на вакви кандидати и обвинители од калибарот на Кацарска допринесува судиите и обвинителите токму од овој калибар да станат мега медиумски звезди. Меѓутоа, не поради карактер, не заради морал или професионалност, туку заради корумпираност и сервилност. Морам да напоменам дека обезбедувањето на независноста на уставното судство е основно барање кое што се поставува при решавањето на прашањата за составот и начинот на избор на судиите на Уставниот суд. Меѓутоа, токму на планот на составот, односно преку изборот на судиите на Уставниот суд, собранието има влијание во вршењето на таа уставно-судска функција. Неспорно е дека собранието преку изборот, односно определувањето на персоналниот состав, влијае и во остварувањето на улогата на овој уставен орган. Ние, како законодавен дом, сме одговорни да се водиме од начелото на основното барање при вршењето на овој избор, а тоа е независноста на уставното судство. Мора да направиме евалуација и проценка на дадениот предлог за уставен судија. При тоа, треба и мора да се грижиме за угледот на институциите, за угледот на судството. И сите забелешки денеска се токму во таа насока, односно во насока на обезбедување на судство, ослободено од партиската елита на партијата на власт. Согласно нашиот закон за спречување на корупција, под корупција се подразбира искористување на функцијата, јавно овластување, службена должност и положба за остварување на каква и да било корист за себе или за друг. Пошироката дефиниција, која ја користи Европската комисија, е злоупотреба на јавната положба за приватна корист. Ајде еве денеска како собрание да се обидеме да го пресметаме ризикот со изборот на Кацарска за уставен судија. За да можеме да го пресметаме ризикот од корупција, треба да поставиме одредена методологија. Еве, да поставиме методологија од два чекори. Да се обидеме да измериме веројатноста и ризикот од измама, и втор чекор, ризик по земање во предвид на ефектот од постојните контроли, односно нивната ефикасност. Ако земеме во предвид дека станува збор за уставен судија кој што има 9 годишен мандат, кој што има имунитет и после изборот нема механизам за контрола затоа што би се нарушил принципот на независност, единствено што ни останува е првиот критериум за да ја измериме коруптивноста, а тоа е веројатноста и ризикот од измама. Токму и во оваа насока се забелешките дека самиот предлагач не го аргументира својот предлог за да можеме ние да извршиме таа анализа, односно веројатноста и ризикот од измама. Меѓутоа, обичниот народ кој што се влечка по судови ја чувствува корупцијата и знае дека кога станува збор за судиката Кацарска, станува збор за известна корумпираност. И тоа поради поврзаноста директно со Зоран Заев. Народот знае дека веројатноста за корупција не е веројатност, туку еминентен ризик. И како што реков, ваквите суди и обвинители предлагани и поддржувани на ваков начин стана мега популарни медиумски звезди. Заради ова, сите граѓани ја знаат нестручноста на судиката Кацарска. Ако зборуваме за проценката на ризикот и го земиме како метод, ајде да ве подсетам што има слушнато јавноста за оваа судика. Обвинителот Лиле Стефанова изјави дека Добрила Кацарска влијаела врз одлуки.
Кацарска преку колега на обвинителката вршела притисок да не се одреди мерката притвор на осомничениот Јордан Камчев за предметот империја и додате дека имало притисок и од политичари. Цитирам, изјава од Стефанова. Точно е дека судиката Добрила Кацарска беше цел ден и ноќ во судот кога се одлучуваше за притворот на Камчев. Изјавата обвинителката ја дава во прашање на одбрана на обвинетиот Бојан Јовановски. Посебно ваквата изјава не само што требаше да биде разрешена, требаше да биде поведена и соодветна постапка, а не денеска да имаме овде како предлог за уставен судија. Јавноста исто така знае дека судиката Кацарска е таа која држеше маратонски рочишта секој ден во неделата пред промената на уставното име на Македонија. Во тој случај имаше 5 обвинети пратеници, од кои 3 гласаа за промената на името и добија амнестија. Кацарска беше еден од клучните инструменти на така наречениот балкански метод кој го примени Зоран Заев. Јавноста се сеќава и на скандалозната промена на обвинителниот акт за случајот подкуп, каде како доказ беше видеото во кое цела држава виде како Заев бара подкуп од струмичанецот, од струмичкиот бизнисмен. Она славно видео кое што се нарекуваше евро за црквата, евро за вицето. Тоа видео го видоа сите, освен судот. Затоа што Трас и Луи Витон судството на СДСМ го промени обвинението од обвинение за примање подкуп во обвинение за барање подкуп, со што успеа да го изземе овој доказен материјал. Токму овде требаше да суди судиката Кацарска, која што на собствено барање се иззема за да не мора ниту условно да го осуди Заев. Судиката во сите наведени примери, иако се повикувала дека суди во име на народот, судела само во име или на својата трансакциона сметка или за напредокот во кариерата. Впрочем, тоа што во собранието стигна нејзиното име како предлог за уставен судија е доказ и крунски доказ за тоа дека не се суди во име на народот, туку во име на својот собствен напредок во кариерата. Кацарска кај нас ја предлагаат за уставен судија, ама, како што кажа и колешката Благица, на Универзитетот во Колумбија, на катедрата по право, служи за пример како не се води една судска постапка. Секој нормален човек би се згрозил од помислата дека Заев, односно човекот кој го отвараше судството како пупка, со луѓе од правосудството и со правната држава се игра играчки. Им наредувал, тие извршувале, фамилии затварале, човечки животи уништувале, за на крај, како награда да поставува судии како Кацарска за уставни судии. Кацарска ли е, Катица ли е, Трас ли е судството или пупка, после ваквиот предлог за уставен судија даден на ваков начин, тоа не е ни важно. И за крај, уште еднаш, ако имате барем малку чувство за одговорност и за зачувување на начелото за независност на Уставниот суд, ќе признаете дека судиката Кацарска е компрометирана на начин на кој јасно укажува дека нејзе не е место во Уставниот суд. Ви благодарам.